A posle ova Pesma za Patrikot. Intervju. 1762 leto. В Охрида от Цариграда дошел Салаур. Ей, дошел Салаур. Се представил пред Арсења, наша Патрика честнаго, и му рекол слово горко, слово жалосно. Ей, слово жалосно. Царска волја е да тргнеш. Денеска за Цариграда. На тебе одврли Грци. Голем поплаке. Ей, голем поплаке. Собрал Патрик свое стадо в црква Свјати Климентова. Благослов им дал последен. Рце заплетил. Ей, рце заплетил. Дълго време липал старец, в молчење всенародно, и по бела брада ронел сълзи горешти. Ей, сълзи горешти. Слушајте ме, мили чеда, јас ќе идам в Цариграда. На мене одврли Грци, голем поплаке. Ей, голем поплаке. Грцки Патрик ќе ни строши, славна Охридска столица, и мене до смрт ќе држи в заточение. Ей, в заточение ќе прати владици Грци, лицем светци, срцем вълци. Ќе ве дават, ќе ве стрижат, ќе мълзат до крв. Ей, ќе мълзат до крв. Меѓу народа ќе сејат несогласие и раздор, да се мразат син со татка и со брата брат. Ей, и со брата брат. И ќе викнете до Бога, и крило не ќе најдете. Смирени ќе наведете глави до земи. Ей, глави до земи. Ќе ми бидете сираци. Така било написано. Елате ми да ве гушна за последен пат. Ей, за последен пат. Черна тъга поразила. Старо, младо, мъж и жени. Си со ръце заплетени сълзи проливат. Ей, сълзи проливат. Тој ги гушка, тие тъжни му целуват десна ръка, и од ръка, како дизвор, сълзи се лејат. Ей, сълзи се лејат. Вјахнал Патрик брзакоња и неволно упатил се. Тога грмки плач народен небо процепил. Ей, небо процепил. Умилил се честни Патрик, свалил шапка навезана, погледал на сино небо, љуто прокълнал. Ей, љуто прокълнал. О, послушај, мили Боже, аир никога да немат, станче бе и бујар лигдо, пејко челеби. Ей, пејко челеби. Милостиви Бог послушал Патричка гореща клетва. Слава Нина, семе Нино погубил со шум. Ей, погубил со шум. И сега во куќи Нини ткае пајак пајачина и на пусти стреи Нини хукат хутове. Ей, хукат хутове. Почитувани
Слушатели и Facebook пријатели, пријателки и наши следбеници, ви благодариме што сте со нас и денес. Се надеваме дека ќе останете до крајот на емисијава, исто како што верувам дека со внимание ја проследивте песната за Патрикот, која песна ни ја отвора и вратата за она што следува на македонски корени. Во наредни минути, како што реков, ќе се обидеме преку црковната историја на македонскиот народ од 1767 година, но и пред тоа, па се до 1967 година, да ви ги доближиме хронолошки сите маки и страдања на македонскиот народ, кој ги претрпел во обидот и напорите за да возобнови својата мајка црква, Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Ке се навратиме назад во времето кога била укината Охридската архиепископија во 1767 година, и тоа преку неканонски и неетички методи и нечестниот начин со кој беше приграбани епархиите на Охридската архиепископија, со што на македонските верници им била наметната туѓа црковна власт. Ке се навратиме и на непризнавањето на Македонската православна црква од страна на Српската православна црква за причините и односот, за формално правниот процес на возобновувањето на Охридската архиепископија, кој започнал паралелно со формирањето на македонската државност на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохорчински, кој што е македонскиот народ и свештенството ја истакнале идејата за нивна полна црковна слобода. Токму така, почитувани, за таа цел денес побаравме со одветен соговорник за оваа тема. Чест ни е да поразговараме со господинот Антонио Петков, доктор по историски науки, кого го покануваме преку видеолинк да ни се придружи. Се надевам дека тоа ќе го оствариме без потешкоти. Да, веќе се гледаме, верувам дека и се слушаме. Добро ви утро, господине Петков, и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, ви благодарам на поканата, се надевам дека добро се слушаме. Да. Добре се слушаме, добро утро и од мене, господине Петков, и ви благодариме што не удостоивте нас, но пред се и слушателите и гледачите со вашето денешно учество во емисијата на Македонски корени. Господине Петков, како за почеток, објаснете ни го значењето на црковната историја на македонскиот народ. Се надевам дека добро се слушаме. Одлично, повелете. Црковната историја на македонскиот народ е всушност негова национална историја и една со друга заедно се надополнуваат. Имено во вековите наназад македонскиот народ, како и останатите балкански народи, бидејќи немале своја држава, се идентификувале со својата матична црква, а тоа во конкретниот случај кај македонците била Охридската архиепископија. Ова било посебно значајно во времето на Оспанискиот период. Па така, и останатите балкански народи, како што биле србите, се идентификуваат и за своја матична црква ја сметаат Печката патријаршија, обновена во Српската православна црква. Бугарските пак верници за воја матична црква ја сметаат Трановската патријаршија, која што била возобновена во денешната Бугарска православна црква. Ние пак, македонците, верниците, кои живееме на територијата на денешна Македонија, за своја матична црква ја чувствуваме и ја имаме Охридската архиепископија, која што е возобновена во лицето на Македонската православна црква. Но, за жал, ќе мора да констатираме дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија, од страна на Српската православна црква е третирана како неканонска или поточно се употребува терминот непризнаена црква и за истата говорат дека треба да биде под нивна јурисдикција. Токму ова ќе биде и цел на ова интервју, да прикажеме всушност како и на кој начин Српската православна црква се стекнала со наводното право врз епархиите од Охридската архиепископија, на кој што денес се повикува исто. Го слушнавте вашето излагање за значењето на црковната историја на македонскиот народ и неговата Охридска архиепископија, и токму затоа сметаме дека за слушателите ќе биде интересно да слушнат што се случувало со епархиите од Охридската архиепископија по нејзиното укинување во 1767 година. Повелете. По укинувањето на Охридската архиепископија е општо познато дека тоа се случило во 1767 година. Нејзините епархии потпаднале под јурисдикција на Цариградската патријаршија
и начело на истите биле поставени грчки митрополити и епископи кои не го разбирале јазикот кој верниците во епархијата го говореле. Во конкретниот случај, слободно можеме да кажеме дека тоа бил местниот македонски јазик. Со цел да можат да воспостават комуникација со местното население, бидејќи не го разбирале јазикот, новите грчки митрополити со себе воделе лице кое што имало улога на преведувач и толкувач. И тој бил врската помеѓу верниците во епархијата и митрополитот. И целокупната комуникација се одвивала преку тој толкувач. Сега, како една од главните дејности на новодојдените патријаршиски митрополити било повторно наметнувањето на грчкиот јазик и недозволувањето богослужбата во црквите да се изведува на црковно-словенски јазик. Именно со сето ова, патриаршијата се обидувала да ги уништи уште во старт црковно-просветните стремежи и потребите на верниците и наместо јазикот кој го разбираат, а тоа бил црковно-словенскиот јазик, им го наметнувала грчкиот јазик. Овде би сакал да кажам еден конкретен пример за наметнување на грчкиот јазик, а тоа е Скопската епархија, кога Скопскиот патријаршиски грчки митрополит Захари во 1792 година издал наредба да се уништат и запалат сите книги пишувани на црковно-словенски јазик кои се наоѓале во познатиот Марков манастир во Скопје. На овој начин, со сето ова што го правеле грчките митрополити, верниците од Охридската архиепископија биле ставени во позиција да немаат можност слободно да изразат својата религиозност на својот мајчин јазик и со сето ова им се ограничувала и нивната слобода за национално созревање и определување. Всушност, согласно политиката на Цариградската патријаршија, со употребата на грчкиот јазик се употребувал и грчкиот карактер на верниците кои го употребувале и истите биле ословувани и именувани како грци. Значи, со самото наметнување на јазикот им се наметнувал и етнички карактер и истите се именуваат како грци. И сега оваа состојба на самостојно владење на Цариградската епархија со епархиите од укинатата Охридска архиепископија останала се до 1870 година, кога била формирана Бугарската екзархија. Со формирањето на Бугарската екзархија, верниците од укинатата Охридска архиепископија всушност биле ставени под црковно двовластие. Сега понатаму, по своето формирање, Бугарската екзархија покрај својот верски карактер добила и политичка форма. Имено екзархијата истовремено со црквено-просветните белези појавила и национално-политички стремежи кои се манифестирале со претензии кон територијата во која се наоѓале епархиите од некогашната Охридска архиепископија. Всушност, целокупната активност на Бугарската екзархија била насочена кон придобивање на верници од епархиите од Охридската архиепископија, кои биле патријаршиски приврзаници, а сега требало да станат екзархиски подржувачи. Верниците биле ставени пред моментот да одберат дали ќе се приклучат на страната на Цариградската патријаршија и богослужбата да практикуваат на нив неразбирливиот грчки јазик, или да се приклонат кон Бугарската екзархија, која што го употребувала црковно-словенското писмо, кое што го разбирале. И повторно овде, на овој начин, во епархиите се создало црковно двовластие, кое ги поделило верниците на бугарски приврзаници екзархисти и грчки приврзаници патријаршисти. На овој начин, верниците од некогашната Охридска архиепископија, кои се приклучиле кон Бугарската екзархија и станале незини приврзаници, биле запишани во нуфусите како Булгар Милет и биле именувани како бугари. Оние пак верници кои се приклучиле и останале во крилото на Цариградската патријаршија, поред тогашното шеријатско право и османлискиот милет систем, биле именувани како Рум Милет и биле сметани како грчки народ, односно грци. Така да имало примери кога во едно семејство двајца браќа, едниот бил приклучен кон екзархијата, бил нарекуван Бугар Милет, тоест бугарин, а додека другиот брат останал во крилото на Цариградската патријаршија и бил именуван како Рум Милет или како грк.
Сега, овде би сакал да напоменам што всушност представуваат инфузите и тие книги каде што биле запишувани лицата. Тоа всушност биле финансиски книги кои ги водела османската администрација и во кои по име и презиме, вероисповед и занимање биле заведени лицата кои требало да плаќаат данок. Меѓутоа, овие термини, Рум Милет и Булгар Милет, по неколку години постепено почнале да означуваат не само верска, туку и национална припадност. А на овој начин, всушност, Бугарија и Грција, поистоветувајќи верската припадност со националниот идентитет, успеале местното македонско население да го прикажат како грчко и бугарско. Овде би сакал исто така да споменеме и за начинот како првично била замислена да биде формирана бугарската есархија. Така да првично се предвидувало создавање на бугарска независна црква која што требало да биде во канонски состав на самата Цариградска патријаршија, а нејзините граници да се поклопуваат со нивната утината Трнавска патријаршија. Но сето ова од страна на Бугарија било одбиено, бидејќи во составот на ново проектираната бугарска црква не биле внесени епархиите од утинатата Охридска архиепископија. Со ово одбивање всушност се огледале и се појавиле територијалните претензии и инспирации на бугарското црковно движење кон епархиите кои порано се наоѓале под юрисдикција на Охридската архиепископија. На овој начин дејноста на бугарската црковна самостојност покрај верскиот карактер добила и своја политичка форма. Оваа форма го определила карактерот на понатамошното бугарско црковно движење, кое покрај своите црковно-просветни белези истакнало и национално-политички стремежи и територијални претензии кон територијата во која што се наоѓале епархиите на Охридската архиепископија. Всушност ова прашање за... Да? Ќе мора да побрзаме, ако може. Да, всушност ова прашање за црковна самостојност на бугарските верници станало национално прашање кое го презела владата на Бугарија и кое го презела владата на Бугарија и истата станала нивен представник. Господине Петков, споменавте за активностите и дејноста на Цариградската патријаршија и Бугарската екзархија. Дали ќе се согласите дека тогашното кралство Србија всушност ги согледало придобивките кои ги имале патријаршијата и екзархијата и токму затоа настапило со своја посебна програма за своја активност во Македонија? Дали се слушаме? Повелете. Токму така, се согласувам и сакам да истакнам дека уште неколку моменти биле клучни антиципатори кои придонеле да се појават првите мотиви и интереси на тогашното кралство Србија за поставување на српски митрополити во Османска Македонија. На истиот начин како што тоа го правеле Грција и Бугарија и кои имале своји митрополити во Македонија кои што ја вршеле улогата на црковна пропаганда. Првиот момент на интерес на кралството Србија датира од времето на српскиот дипломат Илија Гарашанин, кој во 1844 година го изработил проектот познат како начртање. Овој проект на Гарашанин како основна цел ја имал политиката и начелото на територијално проширување на тогашното кралство Србија во однос на другите балкански соседни земји. А сето ова требало да се реализира преку црквата. Ова всушност значило земање од териториите на останатите балкански држави, спојување со Србија и правење на една голема српска држава. Другиот момент кој издигол од интересот на кралството Србија веднаш по Берлинскиот конгрес 1878 година. Имено општо е познато дека со решенијата на Берлинскиот конгрес било одлучено Босна и Херцеговина да ја припадне на Австро-Унгарија и на овој начин бил оневозможен излезот на кралството Србија кон Јадранското море. И сега, за да ја смират болката на кралството Србија поради загубата на Босна и Херцеговина, тогашната австро-унгарска влада преку српските дипломати во Виена му испратила јасна порака на српскиот крал Милон со следнава содржина.
Подгответе си терен за влегување во Македонија, таа мора да ја припадне на Србија. Токму како резултат на оваа порака, српската влада започнала да го трасира својот пат за излез на море, конкретно по Егејското море, кое требало да поминува низ Османска Македонија. Тогаш се јавила и главната девиза на тогашната српска политика, која гласела: на Србија е потребно море и таа може да го добие единствено преку Македонија. Србија има потреба од Македонија, мора да ја добие и покрај тоа што таму нема ниту еден Србин. Нам е потребна Македонија и ние со сите сили ќе работиме тоа да го постигнеме. Сега овде повторно се навраќам и го наоѓам одговорот на вашето прашање, за кое што кажав дека се согласувам, дека мотивите на Кралството Србија за поставување на српски митрополит потекнуваат всушност од согледувањето на придобивките кои Грција и Бугарија ги добиле од својата просветно-црковна дејност. Како што можевме да согледаме, целокупната активност во некогашните епархии на Охридската архиепископија, Грција и Бугарија ги извршувале преку Цариградската патријаршија и Бугарската екзархија. Аналогно на ова, Кралството Србија, следејќи го примерот на грчката и бугарската црковна активност, увидело дека црковните организации се единствено средство за легална дејност меѓу тамошното население. Од тука всушност произлегала потребата на Кралството Србија за поставување на српски митрополити во епархиите на укинатата Охридска архиепископија, кои требало да бидат спроводници на тогашната српска пропагандна дејност. Во овој контекст, исто така сакам да ја споменам и констатацијата на тогашниот српски дипломат, познат Стојан Новаковиќ, кој констатирал дека српската национална дејност и активност во Македонија не може да се представи како рамноправен партнер на Бугарија и Грција. Во овој контекст бил и извештајот на тогашниот српски конзул во Битола Лотич, испратен до Министерството за надворешни работи на Кралството Србија, каде што за црквата вели: неверојатно е колку црквата во Македонија е моќно пропагандно средство. Црквата е место во која се палат народните маси. Таа е, вели, стожер околу која една популација се врзува. Црквата е агент кој придобива. Понатаму вели Лотич: да се има црква во едно место е исто како да се отворени 10 училишта. Целокупниот пропаганден елемент не може толку да створи колку што може да направи една црква во една место. И сега Кралството Србија било свесно дека во Македонија нема срби и токму затоа српскиот конзул Кариц, согледувајќи го сето ова, предложил вештачко создавање на српски населби во Скопје со доселување на срби во Србија во Македонија. Говорејќи за карактерот за овие српски населби, српскиот конзул Карич во својот извештај испратен на 25 март 1889 година до Министерството за просвета во Белград и истакне: со ваквите населби српското име се почесто би се слушало помеѓу староседелците во Скопје и тие на тој начин ќе потпаднат по наше влијание. Штом има толку многу Срби во населбата, тогаш таму многу лесно ќе можеме да создадеме и српска црква. Господине Петков, ќе мора да побрзаме, имате многу прашања. Така, само да го завршам овој дел. Значи, согласно поборе споменатите предлози и проекти, Кралството Србија го трасирала својот пат за национално влијание во Македонија. Тоа е во однос на ова прашање. Дали Кралството Србија тогаш имало поддршка од тогашните големи држави во однос на политиката кон Македонија? Токму така. Председателот на српската влада Милутин Гарашани во однос на ова прашање уште во 1885 година го задолжил српскиот дипломатски пратеник во Цариград Еврем Груич да започне преговори со тогашниот цариградски патријарх Јоаким IV за поставување на српски митрополит во Скопската епархија. Всушност во периодот од 1886 година до 1891 година биле водени безбројни успешни преговори помеѓу српската дипломатија и цариградската патријаршија. Овие неуспешни преговори биле јасен сигнал дека српската дипломатија во Цариград нема да го успее да го реши прашањето за српски митрополит во Скопје сама
И поради ова, српскиот крал Александар Обренович некаде во јули 1891 година заминал во Русија да побара помош од рускиот цар Александар III. Понатаму, веднаш по враќањето од Русија, продолжил со дипломатската активност и го посетил австро-угрскиот цар Фрањо Јосиф, од кого исто така побарал помош за решавање на владичкото прашање во Скопје. Во истата таа 1891 година, српскиот крал Александар Обренович во Париз го посетил и председателот на Француската република Сади Карно, од кого исто така побарал поддршка за решавање на ова прашање. Откако ја добил поддршката од земјите кои ги посетил, српскиот крал Александар Обренович во јуни 1894 година замина во Цариград кај патријархот Неофит и султанот Абдул Хамид II, каде лично го поставил прашањето за поставување на српски митрополит во Скопје. Овде на оваа средба било јасно дека нема да има резултат и дека не може кралството Србија само да го реши ова прашање и улогата ја презел српскиот пратеник во Цариград Зиновјев. Со помош на Зиновјев започнува една нова офанзива дипломатска и следела посета од страна на Зиновјев на султанот. На оваа средба султанот истакнал дека се уште не биле создадени услови за решавање на ова прашање, пошто рускиот дипломат пратеник незадоволен од одговорот, онака остро императивно го прекорил султанот, укажувајќи му дека ваков одговор не смеело да и се даде на императорска влада, како што во тоа време била Русија. За време на овој разговор, султанот постојано се правдал дека со хиротонијата на српски митрополит во Македонија ќе се предизвикаат нереди и востанија. Всушност, султанот се плашел од востанија кои што би можеле Бугарија и Екзархијата да ги организираат во Македонија. Но за да го охрабри султанот, рускиот дипломат Зиновјев му ветил дека доколку се случило такво нешто, Русија ќе помогнела и немало да ги брани востаниците, со што Османската империја многу лесно ќе можела да ги задуши овие востанија. По добиеното ветување, султанот изјавил дека ќе се консултира за ова со големиот везир, кој што донесувал одлуки од ваков карактер, и во наредните денови прашањето за хиротонија на српски митрополит во Скопје ќе го реши. Но и покрај ова, прашањето за хиротонија на српски митрополит не било решено, поради што рускиот пратеник Зиновјев на 15 март 1902 година повторно заминал на средба кај султанот. За деталите на оваа средба ќе се обидам дословно да ги прочитам зборовите кои српскиот пратеник во Цариград ги забележал и каде што вели: рускиот пратеник Зиновјев ме извести дека отворено му соопштил на султанот веднаш да го реши прашањето за поставување на српски митрополит, бидејќи тоа вели го бара руската влада и тој треба да внимава како се однесува доколку сака да се го сочува мирот во својата Османска империја. Од овде видовме дека Србија имала големи дипломатски подкрепи од самата Русија и сето ова успеало, бидејќи на 27 јуни 1902 година српскиот митрополит Фирмилијан бил поставен за митрополит во Скопје. Сега сакам да кажам од колково значење било хиротонијата на митрополитот Фирмилијан, за кое што сведочи српскиот конзул во Скопје Мирослав Куртович, каде вели така, судбината на Србија вели поврзана со хиротонијата на Фирмилијан. Доколку ние не успееме тоа да го сториме, Србија ќе биде осудена за смрт. За Србија ќе нема живот, бидејќи тогаш Македонија ќе припадне на Бугарија или Австро-Угрија. Ова беше така накратко во однос на ова прашање. Поведете. Господине Петков, имавме можност да слушнеме на кој начин бил поставен првиот српски митрополит во Скопската епархија, но дали имало тука елементи на црковно злосторство кое се однесува на купување позиции во црковната хиерархија, познато како симонија? Најпрво би сакал да објаснам за слушателите дека терминот симонија во историјата на православните помисли цркви се употребува за означување на неканонско ракополагање кое што е условено и извршено со исплата на одредена сума на пари.
Па така според црковните канони, ваквото ракополагање се смета за неканонско и за него се пропишани строги санкции. 29-то апостолско правило од црковните канони вели: доколку некој епископ, свештеник или ѓакон со исплата на пари биде ракоположен, истиот тој да биде расчинен заедно со епископите кои го ракоположиле. Понатаму вели 30-то апостолско правило: во Симонија ја бројува и хиротонијата на епископ која е извршена со помош на световната власт. А овде во конкретниот случај со митрополитот Фирмилијан видовме дека и како имало помош од световната власт. Во првиот случај станува збор за ракополагање со исплата на пари, а во вториот за ракополагање со помош на световна власт која со својот авторитет не смее да врши притисок и да бара некој лице да биде ракоположен. Понатаму, во однос на ова, второто правило на четвртиот Вселенски собор вели: оној епископ кој за пари ќе ракоположи друг епископ и благодатта на Светиот Дух ја претвори во предмет на продавање и со тоа се здобие со материјална корист поради прекашување на каноните да биде расчинат. Додека лицата кое на овој начин се стекнало собостојство и епископска служба, од истата да нема никаква полза и корист. Оној пак кој учествувал и бил посредник во оваа трговија, ако е епископ да се расчини, а доколку е световно лице да биде анатемисан. И сега, во однос на овие правила, би сакал да напоменам и да презентираме неколку документи кои говорат за Симонија на првиот ракоположен српски митрополит во Охридската архиепископија и всушност го положил патот за навлегување на српската црква и приматот на кој денес српската црква се повикува. Имено, на 23 март 1901 година, Бугарската црква во својот вестник Орган на Синодот објавил дека цариградскиот патриарх Јоаким IV и рускиот пратеник Зиновјев го купиле митрополитскиот престол во Скопје од грчкиот митрополит Амвросиј за сума од 30.000 денари. Меѓу другото, исто така било објавено дека Фирмилијан е избран по пат на политика и симонија, бидејќи српската дипломатија на цариградскиот патриарх Антим VII му исплатила 80.000 динари, а на патриаршискиот логотеп 50.000 денари. Истиот овој вестник на 22 јуни 1902 година објавил дека митрополитот Фирмилијан не влегува во Скопје со благодатта на Светиот Дух, туку со помош на руската дипломатија. За исплата на пари пишува и српскиот дипломатски пратеник во Цариград, кој на својот министер Белград му напишал дека цариградскиот патриарх во разговор воден со Зиновјев, тој е рускиот дипломат, напоменал дека српската влада е дошла да исплати одредена сума на пари која била договорена за поставувањето на Фирмилијан. Дека навистина биле исплатени пари сведочи и самиот Фирмилијан, кој во своето писмо испратено на 6 јануари 1903 година до министерот за надворешни работи на Кралството Србија во Белград вели: на заминување од манастирот Скалоти, овој манастирот кој што бил ракоположен, веднаш по хиротонијата им сплативме на хиостиот, литичкиот и водилскиот митрополит по 15 златни наполеони. Потоа уште 10 наполеони на ѓаконите и на игуменот на манастирот Скалоти. Овде би сакал на крајот да го истакнам и мислењето на тогашните српски црковни писатели, кои што ја спомнуваат сумата од 100 ока злато која српската влада ја исплатила на Цариградската патриаршија за хиротонија на митрополитот Фирмилијан. Господин Петков, ќе мора да побрзаме, времето не тепа, многу време потрошивме. Која била улогата и дејноста на српскиот митрополит Фирмилијан? Една од дејностите на митрополитот Фирмилијан била признавање на српска народност во Охридската архиепископија. Всушност оваа идеја била создадена од српскиот крал Александар Обреновиќ и црногорскиот кнез Петар Петровиќ за време на нивната средба во Белград некаде во 1896 година. А митрополитот Фирмилијан ја целосно ја прифатил. Целта на оваа идеја била во епархијата од Охридската архиепископија вештачки да се признае српска народност и еден ден кога ќе се возобнови Печката патриаршија, овие епархии да влезат под нејзина јурисдикција. Подоцна се тоа било прифатено од страна на српската дипломатија и митрополитот Фирмилијан, кои со реализирање на истото сакале да ја легализираат и оправдаат својата дејност. Покрај ова, митрополитот Фирмилијан знаел дека со признавањето на српска народност ќе се создадат услови за формирање на српски црковно училишни општини со кои тој лично би управувал.
Свесен за придобивките од сето ова, митрополитот Фирмилијан побарал од српскиот конзул во Скопје да го покрене прашањето за признавање на српска народност и истото да биде запишана во пописните книги со посебно име Србмине. Кога говориме за дејноста на митрополитот Фирмилијан, интересно е да се спомне неговото барање за поделба на интересните сфери помеѓу него и бугарскиот митрополит Синеси. Образложувајќи го ова своје барање, митрополитот Фирмилијан истакнал: интересните сфери во Скопската епархија мора да ги поделиме со бугарската екзархија, за да не се расипува народот. Доколку ова не го сториме, посрабувањето вери и побугорувањето нема да ги дадат очекуваните резултати. Сето ова ќе представува голема загуба за нас, бидејќи додека ние залудно го губиме времето, итриот народ, се мисли на македонскиот народ, добива и се пазари со нас. Вака, ова беше една од дејностите која што во интерес на времето ја кажувавме за митрополитот Фирмилијан. Сега би сакал овде да спомнам една негова идеја за шизмата. Тогашните црковни, само секунда, епископот Фирмилијан предложил да се направи шизма со Цариградската патријаршија, но сето тоа не било прифатено од страна на тогашните српски власти и од Османската империја. Сега значено е да споменеме дека тогашните српски црковни интелектуалци, говорејќи за шизмата, ќе напишат: бугарската црква нема отстапено од догмите, каноните и обредите на православната црква. Таа е прогласена за шизматичка само поради тоа што побара автономија од Цариградската патријаршија. Сега би сакале во контекст на ова прашање да направиме една паралела на мислењето кое тогашните српски архиереи го имале за шизмата и ставот на денешната српска православна црква, која не ја признава македонска православна црква, нарекувајќи ја шизматичка. Доколку сето ова го погледнеме од денешен аспект, јасно ќе видиме дека однесувањето на српската православна црква воопшто не се разликува од односот на Цариградската патријаршија во времето кога таа барала возобновување на Печката патријаршија. Исто така, мора да нагласиме дека Македонската православна црква ја возобновила својата Охридска архиепископија, на која го полагала своето историско и канонско право и не пројавила територијални аспирации кон туѓи епархии. И сега во времето кога се барало возобновување на Печката патријаршија, секогаш се одело со идејата епархиите од Охридската архиепископија да влезат за жал под нејзина јурисдикција. На крајот би сакал да кажам дека митрополитот Фирмилијан се разболува во Скопје и српската дипломатија го праќа на лекување во Виена, но попатно починува во Белград. И за да остави трак дека имало српски митрополит во Скопје, со воз го враќа телото од Белград и го погребува црквата Свети Спас во Скопје. Господине Петков, кои српски митрополити го замениле митрополитот Фирмилијан во Скопската епархија и која била нивната дејност? Ке ве молам да побрзате само. По смртта на митрополитот, да. Повелете. По смртта на митрополитот Фирмилијан, српскиот дипломатски представник во Цариград, Христич, веднаш презел дипломатска активност и остварил средба со рускиот дипломат во Цариград Зиновјев. Задоволството од позитивниот исход на средбата, Христич го изразил преку писмо упатено до Министерството за надворешни работи во Белград, каде вели: во овој момент само што се вратив од средбата со Зиновјев, каде што на моја молба амбасадорот веднаш му нареди на својот секретар Щербацки веднаш да појде кај патријархот и да му каже дека руската амбасада го држи ставот во Скопската епархија да биде поставен митрополит Србин. По ова руско-српска дипломатска акција на 18 јануари 1904 година српскиот пратеник во Цариград Симич со телеграма го известил министерот за надворешни работи во Белград Никола Пашич, во која навел дека за нов митрополит во Скопје е поставен Србинот Севастијан. Но и покрај тоа што митрополитот Севастијан бил ракоположен, сепак берат од дозволата за негово заминување во Скопската епархија не бил издаден и бил поврзан со црквата Свети Спас во Скопје. Имено Цариградската патријаршија, како еден од условите за давање дозвола митрополитот Севастијан да замине во Скопје, требало
и барало Кралството Србија да исплати 40.000 денари, тоест да им ја продаде црквата Свети Спас во Скопје. Токму поради ова, веднаш по ракополагањето на митрополитот Севастијан, патријархот го испрати својот секретар кај српскиот дипломатски пратеник во Цариград Симич и повел колку што може побрзо да биде исплатена претходно договорената сума од 40.000 денари за црквата Свети Спас во Скопје. Но додека српската дипломатија се обидувала да биде издаден дератот, митрополитот Севастијан поради своето нарушено здравје починал во Цариград. Исто така, и како починатиот митрополит Фирмилијан, така и телото на починатиот митрополит Севастијан од Цариград со воз било донесено во Скопје и било погребано во црквата Свети Спас во Скопје. По смртта на митрополитот Севастијан, српската дипломатија веднаш е започнала акцијата за поставување на нов српски митрополит во Скопје. Господине Петков, ќе мора да побрзаме. Верувам дека на следното прашање не треба долг одговор. Дали Кралството Србија продолжило со дипломатска и црковна дејност за поставување на српски митрополити во останатите епархии од Охридската архиепископија? Так. Добро. Велете, касни малку. Так. Секако целта на Кралството Србија била за земање на сите епархии од Утинатата архиепископија. Околностите налагале сето тоа да го прават постапно со замена на грчките митрополити кои биде поставени од страна на Цариградската патријаршија. Па така отворањето на прашањето за српски митрополит во Древарско-Велешката епархија започнало со оставката на патријаршистиот грчки митрополит Поликарп. Во 1910 година, на 10 април, српската дипломатија успеала да го хиротониса во Велешко-Дебарската епархија српскиот митрополит Варнава. На овој начин се успеало и во останатите епархии од Охридската архиепископија да бидат поставени српски митрополити. Господине Петков, која била улогата и дејноста на митрополитот Варнава во Дебарско-Велешката епархија? Епископот Варнава, веднаш како и останатите српски митрополити, се вклучил во активноста за собирање на приврзаници во епархијата, па за еден таков случај говори лично тој во писмото испратено на 13 јуни 1911 година до српскиот консул во Битола. Во писмото епископот Варнава го забележал следното: успеав да ги ангажирам, вели, да работат за нас во наша корист видните лица од Лазарополе, Ѓорѓи кој работи во Гостивар и Димитар кој има бакалски ѓуќар во Лазарополе. Двајцата тврдат дека најдоцна до Петровден ќе можат на наша страна да придобијат 70 до 100 куќи. За да го реализираат ова, тие бараат во почетокот да им се исплатат 36 наполеони, а останатите пари дополнително да ги добијат. Овде би сакал да истакнеме дека Министерството во Белград позитивно одговорило на писмото и го одобрило ангажманот на споменатите лица. Значи, митрополитот Варнава цело време работел на придобивање на верници кои што претходно биле во Цариградската и Бугарската екзархија, а сега требало да преидат на страната на Српската црква. Што се случувало со епархиите од Охридската епархија во време на Балканските војни и Првата светска војна, господине Петков? Сакам да споменам дека оваа состојба на црковно тровластие останала се до Втората Балканска војна 1913 година. Веднаш по завршувањето на Втората Балканска војна, владата на Кралството Србија воспоставила своја административна, државна и верска управа во вардарскиот дел на Македонија. Целокупното верско управување во епархиите од некогашната Охридска архиепископија, тогашната српска влада му го доделила на епископот Варнава. Веднаш по воспоставувањето на својата управа, српската влада направила преговори со Цариградската патријаршија за припојување на епархиите од Охридската архиепископија кон Белградската митрополија и на тој начин сакала да направи возобновување на Печката патријаршија. Во преговорите било разговарано патријаршистите митрополити кои останале во епархиите од Охридската архиепископија да се заменат со српски митрополити. На заменетите грчки митрополити Кралството Србија да им даде доживотна пензија. Па така било предвидено на битолскиот патријаршески митрополит да му бидат дадени 100.000 денари, на дојранскиот, ресенскиот и велешкиот да им се дадат по 6.000 денари. Освен ова, било преговарано Кралството Србија
да исплаќа на Цариградската патријаршија годишна субвенција од 50.000 денари. Овие преговори пропаднале и не успеале поради неколку причини. Една од причините било тоа што Цариградската патријаршија за отстапување на епархиите, јас би рекол слободно продавање, барала да се исплатат 90.000 денари, а кралството Србија било спремно да исплати максимум 80.000 денари, но не наеднаш, туку барале исплатата да се направи на повеќе рати. И сега значено е да се навратиме на крајот, еден месец по завршувањето на Првата светска војна, на 1 декември 1918 година, било формирано Кралството на србите, хрватите и словенците, кое во 1929 година било преименувано во Кралство Југославија. Во новонастанатата состојба Српската црква ја презела улогата на обединител на сите цркви кои се нашле во политичките граници на новата држава со начело со династијата Караѓорđević. Српската црква започнала преговори со Цариградската патријаршија и преговорите завршиле со тоа што на 26. мај 1919 година Српската православна црква им исплатила 1.500.000 златни франци на Цариградската патријаршија и всушност ги купила епархиите од некогашната Охридска архиепископија кои се наоѓале во Вардарскиот дел на Македонија. Откупените епархии од Вардарскиот дел на Македонија останале под јурисдикција на Српската црква се до почетокот на Втората световна војна. Господине Петков, дали може да проговориме и да го заокружиме интервјуто со периодот на Втората светска војна и моментот на возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква? Но ако може побрзо. За да одговорам на ова прашање, би сакам да дадам еден хронолошки приказ за обидите на верниците за возобновување на Охридската архиепископија. Имено, сакам да истакнам дека надежите и обидите на верниците од Утинатата Охридска архиепископија за возобновување на својата матична црква никогаш не престанале и биле манифестирани со испраќање на бројни молби, жалби, поплати, петиции, упатени кон Високата порта, Османиската империја и Руската амбасада во Царите. Во сите нив се барало да биде исправена големата историска неправда и грешка која што ја направил султанот Мустафа III, кој со помош на Царската патријаршија во 1767 година го направил неканонското укинување на Охридската архиепископија. Овде хронолошки би го споменале името на Натанаил Кучевишки од селото Кучевиште, кој во 1851 година, поднесувајќи својата научна дисертација во Тиеската духовна семинарија, ја презентирал идејата и желбата за возобновување на Охридската архиепископија како независна црква од Цариградската патријаршија. Во овој период значено е името на Константин Петковиќ од Ерешкото Башино село, кој во 1853 година се застапувал во Охридската архиепископија и Трановската патријаршија да ги имаат правата и привилегиите кои ги имале патријарсите на останатите православни цркви. Воедно се залагал споменатите цркви да го застапуваат својот народ пред Високата порта, како што Цариградската патријаршија го застапувала грчкиот. Стремежите за возобновување на Охридската архиепископија продолжиле и по 100 години од нејзиното укинување. Имено Григор Прдичев постојано во своите беседи говорил за возобновувањето на Охридската архиепископија. Во една своја беседа Прдичев ги забележал следните зборови: денеска на голем ден се собравме во заедното училиште и побарахме да ни се обнови Утинатата Охридска архиепископија. Исто така, непосредно пред формирањето на бугарската екзархија, повторно продолжува стремежот на верниците на Утинатата Охридска архиепископија, каде што во една молба од 28. октомври 1967 година, објавена во Цариградскиот вестник Македонија, се вели дека верниците од Преспанско-Охридската епархија бараат возобновување на Охридската архиепископија независно од Трановската патријаршија. Во оваа насока би сакал да го споменам и текстот објавен во Цариградскиот вестник Право од 1869 година, во кој била забележена следнава констатација. Вели, браќата македонци се против создавањето на една бугарска црква, туку бараат две, една за себе, а друга за бугарите, и се жалат што нивните молби завршуваат во чекмеџето на руското пратеништво или на бугарската општина во Царите. Сега сите овие стремежи и обиди на македонските верници
се оствариле во вирот на Втората светска војна. Имено со почетокот на Втората светска војна, епархиите на Охридската архиепископија повторно се нашле со вирот на војната, повторно се нашле поделени согласно општествените и војно-политички состојби во кои биле условени. Поголемиот дел од Вардарска Македонија бил под управа на Бугарија и под управа на Бугарската црква, а нејзиниот западен дел со преспанските села Тетово, Гостивар, Чичево, Девар и Струја биле под юрисдикција на Албанската православна црква се до 1943 година. Имено на 8 септември 1943 година Италија капитулирала, со што во Западна Македонија се создала слободна територија. На оваа слободна територија македонското свештенство активно се вклучило во народно-ослободителната борба и се залагала за адекватно решавање на македонското црковно прашање. Веќе во втората половина на месец октомври 1943 година, во присуство на 11 свештеници, во куќата на свештеникот Јонче Николовски во селото Издеглавје се одржало првото свештеничко собрание. Главна точка на дневен ред било организирање на црковно-административна власт на слободната територија, односно формирање на архиерейско наместништво. Борбата за возобновување на Охридската архиепископија продолжила паралелно со формирање на македонската државност на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, каде македонскиот народ и свештенство ја истакнале идејата за нивна полна црковна слобода. Процесот продолжил на првиот црковно-народен собир одржан во 1945 година во месец март во Скопје, на кој биле потврдени историските и канонските права на македонскиот народ за возобновување на својата Охридска архиепископија. Конечно, на црковниот народен собор одржан во Охрид 1958 година била возобновена Охридската архиепископија. Понатаму на црковно-народниот собор одржан во јули 1967 година возобновената се била возобновена Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква и се стекнала со своја целосна автокефалност по 200 години од нејзиното укинување. Господине Петков, истрпно излагање имавте. Сега само да ве прашам на крајот, знам дека вие на оваа тема ја браневте вашата докторска дисертација. Убаво било сето ова да го преточите во една книга која би останала како потсетник за сите генерации од сегашноста, но и од иднината. Имате ли досега размислувано за ова? Ако имате, кажете ни кои и какви чекори сте презели, ако пак не, тогаш кажете ни дали имате намера да преземете по конкретни чекори? Поверете. Со закаснување, поверете. Всушност ова беше кратко излагање сублимат од мојот докторски труд кој што е напишан на повеќе од 350 страни. Во моментот се обидувам да го испечатам мојот докторски труд и ова излагање кое што беше кажано во интервјуто, но за тоа не се потребни финансиски средства. Моментално на страницата GoFundMe оди една организација за собирање на средства за печатење на книгата и се надеваме дека ќе успееме сите заеднички да ги собереме бараните средства и да оставиме еден пишан трак за идните генерации, но и за нас самите, за да во иднина ја знаеме вистината и да продолжиме да чекориме генерацијски да ги добиваме сите наши битки кои што ни престојат. Господине Петков, ви благодариме што одвоивте време и бевте дел од Македонски корени денес. Темата ни беше занимлива. Верувам ќе ја добиете и поддршката од македонскиот народ за да успеете да го испечатите и објавите вашиот докторски труд. Нека појдат, како што рековте, на GoFundMe/2DBC 609I и со желба да се чуеме повторно. Посакуваме секое добро до вас, имајте си убав викенд, чувајте се и пријатно и до слушање секако. И ако немате против, една прашање ова што е сега гледате, одговорете му на Здраве Орешков на прашањето што го поставува, бидејќи немаме време сега да одговорите. Ви благодариме уште еднаш и остануваме во контакт пријатно.